Можеме, еве, по кој повод организирате марш, колку време е болката се уште иста? Значи, ние како хуманитарно здружение застанавме позади овој марш, после 10 месеци од трагичниот настан што се случи во Кочани, каде што изгубивме нашо дете, наша сограѓанка. Тука сме за да дадеме поддршка најпрвим за родителите, за сето ова застана и незините другарки кои се позади мене. Болката е тешка, значи не може да се опише со зборови. Денес сме тука овде да одадеме една почит, да го одбележиме незиниот небески роден ден, 27, значи да беше жива, ќе го славевме на друг начин. Тоа е, значи, болка која не може да се опише и не може да се заборави никогаш. Каква личност беше? Значи, девојчето беше многу добра личност, комуникативна, со секого, значи, у секоја смисла, значи, добро дете. Како ќе оддавате почит денес? Значи, планираме тука пред храмот да запалиме свеки, потоа ќе влеземе внатре каде ќе се чита парастас во чест на Кети, ќе се помолиме сите заедно во храмот и потоа ќе направиме еден круг во вид на марш, тоест тоа ќе биде еден мирен марш, за да ја дадеме почит и се упатуваме кон културниот дом каде што ќе имаме организирано програма во чест на незиниот роден ден, за одбележување на незиниот небески роден ден. Очекувате ли правда да излезе некогаш на видео? Нормално, се надеваме. Колку ќе има, ќе види. Имате и презимет? Наташа. Презимет? Презимет Джевелеков. Те се гледа како? Хуманитарно здружение Бели голуби. Значи, јас сум како председател од здружението.